Изградбата на регионалната планска санитарна депонија за регионот ќе значи спас од еколошкиот неред. Проектите, поврзани со студиите за издржливост, се реализираат според планот. Би сакала да кажам дека во текот на месец јули се одржа завршниот состанок на надзорниот комитет за следење на последниот проект за регионалните депонии. Тоа е проектот подготовка на проектни студии, односно студија за физибилити студија, оценка на влијание врз животна средина и студија за трошоци и придобивки и изработка на проектна и тендерска документација за воспоставување на интегриран и финансиски самодржлив систем за управување со отпад во источниот и североисточниот регион. Значи, овој проект веќе се заврши, поднесени беа сите завршни извештаи, сите резултати и производи од проектот, а за 13 септември 2017 година во просториите на Европската делегацијата на Европската унија во Скопје е закажан завршниот настан за овој проект. Воедно, значи покрај тоа што ова е како што рековме крајниот проект за регионалната депонија, покрај тоа во фаза на подготовка е, односно на одобрување тендерската постапка за реализација на оние два проекти кои што претходно беа сработени, проектот за чистење на дивите депонии и рекултивирање на постојните општински комунални депонии и проектот за набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад за источниот и североисточниот регион. Од понудените 16 локации за изградба на регионална санитарна планска депонија, избрана е една во атарот на општина Свети Николе. Во текот на овој проект се вршеше анализа на 16 понудени локации во консултација со сите општини од двата региони, така што се договори да се изгради една заедничка регионална депонија, а локацијата е во атарите на селото Мечкуевци и Арбашанци во општина Свети Николе. Според сите истражувања, локацијата на регионалната санитарна планска депонија во Свети Николските села е најпогодна затоа што ги опфаќа општините околу Свети Николе, а и Куманово, и најмногу е испатлива поради трошоците и транспортот на отпадот.